запоставени или заборавени суннети во поглед на намазот. Во поглед на намазот. Добро, да ве прашам вас прво пред да почнеме, за да се освежите малку. Што мислите, кој е прв суннет пред да кланяме намаз? Да не речете некој абдесот, зашто ќе го убијам. Абдесот не е суннет. Абдесот е, што е абдесот? Фарз или ваджиб или суннет, што е? Фарз е абдесот, затоа зашто? Абдесот е обавеза. Не е фарз, затоа да беше фарз немој да се, што? Компензира со нешто друго. А намаз обавеза е абдесот, не е фарз. Од обавезите на намазот. Зашто? Зашто мојот абдесот да падне некогаш. Мојот, кај кого? Еден заробеник во затвор и го имаат врзано и не го оставе ни да земе ни теемум, ни вода. Ово што треба да прави? Да беше фарз како намазот? Немат. Намазот мора да се клања. Ово е фарз. Намазот немат и без абдес ќе го клања. Не му дозволува да клања, да земат абдес со вода, теемумот ни иде тишала другиот дерс, теемумот ќе го учиме, како да земиме абдес, како да ја потребиме, што? Земјата за замена на абдесот, кога немаме вода, ќе кажеме со теемум како треба да постапиме. Значи, тој треба да клањат и без абдес, врзан тако со ишарет, со глава, мој со глава да мрдат со глава. Аллаху акбар и ќе клањат со глава. Значи од обавезите на намазот. И е клучот, да, клучот на намазот. Со пратеникот саллаллаху алейхи ва саллем велите Аллах нема да го прифати намазот од некого од вас ако е во безабдесна состојба се додека да зема абдес. Ова е од клучот. Ама некогаш ако човекот се искушува, а намазот не. Ќе му ја врзат устата за да не зборвите. Со ум, со очи, со ум ќе клањат. Мора да клањат. Значи намазот е, ова е фарс. Што нешто што не може да се менува со нешто друго, освен со тие што Аллах субхана ва таала ги имат определено, како постот што имат замена за оние што не можат. Или пак хаџот. И така натаму. Кој е првиот сунет? Сутрата, добро, за сутра, пред сутрата, пред да ставиш сутра. Кој рече мисвакот? Добро, браво. Значи, мисвакот, миење заби пред намазот. Не со цигаре да влезеш во џамија, пред врата, и каметот учит, последното цигаре вака, на брзина и клуп, натре, и мирисат овој чад, оџак. Немој да му се доближиш. Ова е спротивно на суннетот на пратеникот саллаллаху алейхи ва саллем. Пратеникот го има забрането халалот. Да јадиш лук, да јадиш лук и да одиш во џамија, не е дозволено. Значи е халал. Во суштина е халал. Меѓутоа го има забрането да јадиш лук и да одиш во џамија. Зашто? Мирисот ги вознемирува другите што се покрај тебе. Ти со оној духанот што е харам и чади ти влегуваш натре, ова не личите. Значи миење на заби пред намазот се препорачува за муслиманот да ги измие забите пред започнување на намазот за секој намаз поради хадисот на Ебу Хурейра радијаллаху таала ан дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва саллем рекол: заплашам да не му отежнам на мојот уммет. Заплашам да не му отежнам на мојот уммет или на луѓето. Ке им наредев да ги мијат забите за секој намаз. За секој намаз да ги мијат забите со мисвак. Велите овде пратеникот салаллаху алейхи ва саллем. Но ако немаш мисвак, имаш четка за заби, пред да одиш џамија, е добро да ги миеш забите со четка, со денешните четки, што ги миеме забите. Во преданието кај Муслим стои при секој намаз. При секој намаз. И затоа од праксата на пратеникот саллаллаху алейхи ва саллем пред да земи почетниот текбир, што правеше? Со мисвак. Мисвакот што е? Дрвенче, гранка.
од едно дрво. Кое дрво го користеше пратеникот? Ви му објаснато. Арак. Зашто? Затоа што не е многу сув за да ја наштети непцата и да не биде многу мек, велат учењаците. Ако е многу мек, не може да ги отстранува оние што се останати од храната или она што е валкано во забите. Ако е многу мек, затоа да биде среден, не многу да биде многу сув и не да биде многу свеж. Да биде среден.